Добро дојдовте. Во ова видео ќе научите како започнува процесот на пишување родово одговорна програма на локално ниво. Овој процес е објаснет чекор по чекор во прирачникот за интегрирање на родовиот концепт во локалните политики. Прирачникот е практична алатка наменета за општинската администрација, советниците, координаторите за еднакви можности и комисиите за еднакви можности. Тој нуди насоки, примери и конкретни чекори за интегрирање на родовата перспектива во локалните политики. Зошто ни е потребна родовата интеграција во локалните политики? Затоа што локалните политики не се неутрални. Одлуките за урбанизам, осветлување, образование, социјална заштита или економски развој можат различно да влијаат врз животот на мажите и жените. Например, недостаток на безбеден јавен превоз може да ги ограничува жените во пристапот до работа или до образование. Ако овие разлики не се препознаат на време, може да се провлабочат нееднаквости. Родовата интеграција значи секоја политика да обезбеди еднаков пристап, еднаква корист и еднакви можности за сите. Важно е да се направи разлика помеѓу еднаквост и рамноправност. Еднаквоста значи сите да добијат исти ресурси. Рамноправноста значи ресурсите да се прилагодат според потребите, за секој да има реално еднаква можност да успее. Овој принцип е основа на родово одговорните политики. Пред да започнете со пишување на програмата, важно е да ја познавате правната рамка. Родовата еднаквост е законска обврска и на локалната власт. Општините имаат обврска да планираат родово одговорни програми, да собираат податоци разделени по пол, да применуваат посебни мерки кога постои нееднаквост и да известуваат за напредокот. Првиот чекор при подготовка на програмата е родовата анализа. Во прирачникот ќе најдете конкретни насоки како и зошто да соберете и анализирате податоци разделени по пол. Анализата покажува кој има пристап до услуги, кој има корист од ресурсите и кои групи се најмногу исклучени. Таа исто така открива кој учествува во донесувањето одлуки и каде постојат структурни пречки.
Запомнете, родово одговорната програма не започнува со активности. Таа започнува со разбирање на реалната состојба. Како врз основа на анализата се формулираат цели, политики и буџет. Откако ќе ја завршите родовата анализа, следува фазата на планирање. Целите мора да произлегуваат директно од утврдените нееднаквости. Например, ако жените имаат помал пристап до економски програми, целта може да биде создавање охрабрувачка и поддржувачка средина за пристап на жените до програми за економско зајакнување. Важно е целите да бидат конкретни и мерливи. Следниот чекор е анализа на постојните политики. Поставете неколку клучни прашања. Кој има корист од оваа политика? Кој е исклучен? Дали постои родов јас? Следува родово одговорното буџетирање. Буџетот е најмоќниот инструмент на една општина. Родовото буџетирање значи средствата да се распределуваат според реалните потреби на различни групи. Тоа не значи дополнителен буџет, туку поефикасно користење на постоечките средства. Кога ги дефинирате активностите, секогаш наведете што ќе се спроведе, во кој рок, кој е одговорен, колкав е буџетот и кои се индикаторите. Особено е важно користењето на родово сензитивни индикатори. Само така може да се измери дали активностите навистина ја подобруваат положбата на жените и мажите. Како се следат резултатите и како се подобрува програмата? Подготовката на родово одговорна програма не завршува со низиното освојување. Следува фазата на имплементација и следење. Во оваа фаза се проверува дали средствата се трошат според планираните цели,
дали услугите стигнуваат до сите и дали активностите се спроведуваат на време. Потоа следува евалуацијата. Клучното прашање е дали програмата придонесе за намалување на родовите нееднаквости. Ако резултатите не се доволни, процесот започнува повторно, со нова анализа и прилагодување на мерките. Прирачникот содржи практични алатки кои ја олеснуваат работата на локалната администрација. Во него ќе најдете прашалници, темплејти, индикатори и примери од реални програми. Родовата интеграција не значи политики само за жени. Таа значи поефикасни, поодговорни и поправедни политики за сите граѓани. Овој прирачник е достапен онлайн на веб страницата www.ommasvetinicola.org.mk во делот Публикации или скенирајте го QR кодот што го гледате на екранот.